Добар ден. Време е за пладневните вести на Канал Плюс. На кратко за дел од содржините. Еден тон и 300.000 килограми јагнешко месо извезе Македонија за католичкиот Божик. Македонското јагне ги задоволува сите европски стандарди. Повисок квалитет на здравствена заштита на пензионерите предлага новиот претседател на Сдруженијето на пензионери во Виница. Денес е меѓународен ден на литературата за деца. Се слави роденденот на Ханс Христијан Андерсен. Денес е меѓународен ден на литературата за деца. Во библиотеката Искра во Кочани денес се промовира поетското дело Насликано време од Стојан Тарапуза. Утре вечер во Националната установа библиотека Гоце Делчев во Штип ќе има ноќ посветена на Ханс Христијан Андерсен. Денес библиотеката се приклучува кон одбележувањето на 2 април, меѓународниот ден на книгата, имајќи го фактот дека 2 април се празнува по повод раѓањето на познатиот пишувач на сказни Ханс Христијан Андерсен. Токму ние ќе го посветуваме веќе втора година со еден проект наречен Ноќ спроти Андерсен. Меѓутоа, бидејќи времето на реализација на проектот, значи ево ноќта, цела ноќ трае, почнувајќи од 19 до раните утрински часови. Истиот ќе се случува во петок, за да можат децата, значи во саботата, да можат да се одморат. И секоја година, значи, се одбележува со содржина која што се наменета токму на овие сказни од Андерсен. Минатата година беше Девојчето со ќибричиња, ова година децата во текот на ноќта ќе ја обработуваат Градото Пајче. Има ангажирано и режисер, млад режисер од Центарот за култура Никола Ристовски и ќе прават драматизација, ќе читаат сказни, ќе раскажуваат, имаат обезбедено храна, пијалаци, значи ќе се забавуваат, ликовно ќе ги искажуваат своите перцепции за сказните, за ликовите што ги доживуваат и мислам дека ќе им биде една забавна, убава ноќ, а со тоа ние ќе дадеме свој допринес во одбележувањето на овој значаен дел за детската литература, која што е мощно значење за развивање на љубовта кон читањето кај децата. 140.000 јагниња од 6 кланици од Македонија се извезени на странските пазари. Шпицот на празничниот извоз заврши, а најмногу македонски јагниња завршија на пазарите во Италија, Грција, Хрватска и Црнагора. Македонските јагниња за Великден ќе се дистрибуираат на странските пазари. Од Агенцијата за храна и ветеринарство соопштија дека ќе се изведат 140.000 грла или околу 1.300.000 килограми јагнешко месо на пазарите во Србија, Грција и Црнагора. Откупната цена жива мера за јагне се движи од 155 динари до 170, а извезувањето ќе се прави од 6 кланици во Македонија. Минатата година, поради појавата на болеста син јазик, ја оспори продажбата, а со тоа беа укинати околу 20.000 грла овци. Обештетување за овој спор на сточарите треба да биде исплатено во најскоро време. Инспекцијата ја следи и ја контролира работата на кланиците во земјава, а анализите од досегашните примероци покажуваат дека храната на пазарот е безбедна. Во тек е аплицирањето за таблет компјутери на студентите од 3-та и 4-та година на Универзитетот Гоце Делчев. Право на ваучери имаат редовните студенти кои немаат презапишано година и имаат бруто семејни приходи до 32.741 денар, како и студентите со посебни потреби. Започна аплицирањето за таблети. Право да добијат таблети имаат студентите од 3-та и 4-та студиска година, чии родители имаат ниски примања. Овој проект ги опфаќа сите студенти кои што имаат запишано од 3-та и 4-та година, односно тоа е запишан и заверен 5-ти или запишан и заверен 7-ми семестар, и тоа само редовни студенти, како што е нагласено во самиот конкурс. Потребни документи, како и услови кои треба да се исполнат при аплицирањето се следните: Барање за ваучер за таблет,
тие барања може да ги набават или своерачно да ги напечат, но пожелно е од нашите служби за студентски прашања, таму ќе имат веќе спремни барања. Втори документ е копија од уверение за државјанство. Трет документ е потврда која што тие вадат дека се редовни студенти од нашите студентски прашања. И останува уште во зависност, ако се редовни студенти со до 24 година, донесуваат документ набавен од УЈП, каде што вкупниот приход на нивните семејства не треба да надминува над 32.741 денар, месечни примања, или доколку, не дај Боже, нели се без еден родител или без два родитела, тогаш донесуваат документ уверение или посмртница, од родителот, додека кај лицата со посебни потреби кои што исто можат да аплицираат за овие ваучери, кај овие студенти нема ограничување во годината, може да аплицираат од било која година, само доставуваат дополнително документ дека се лице со посебни потреби. Овој владин проект е во насока на подобрување на условите за студирање. Опфатени се студентите со ниски примања без оглед на просекот. Виничките пензионери избраа нов претседател на Сдруженијето. Во програмата за работа на новото раководство акцент е даден на подигање на нивото на здравствена заштита на пензионерите во Виница, но нема да се запостави ниту културно-забавниот живот. Новиот лидер на виничките пензионери Драги Петков со нова амбициозна програма која ќе се фокусира на поголема здравствена заштита на лицата од третото доба, кои имаат реална потреба од континуирани здравствени услуги и бајнско лекување и рекреација. Ке се укине ланската бенефиција за покривање на трошоците за превоз за специјалистички преглед, кој лани го потрошиле Сдруженијето за 130.000 денари, но пак за таа сметка се воведуваат нови поволности. Имаме друга одлука, признавање на сите трошкови за банско лекување, превози мислам, и 10% имаме попуст за пензионери што имат испод 8.500 денара пензија, тоа 10% признаваме трошокот таму, а и во договорот со баните имаме 10% намаление, така да пензионерите добиват 20% намаление, а за другите пензионери кои се изнад 8.500 имаме донесена одлука за плаќање на рати. Владините бенефиции за бајнско лекување во првата фаза ги искористиле 10 винички пензионери, а до крајот на мај бесплатно бајнско лекување ќе можат да искористат 49 лица. Меѓутоа од Сдруженијето апелираат до надлежните за поголема и поредовна здравствена услуга за нивните членови од Дрицко-планинските населени места. Тај проблем повеќе време се одговлечува, а тоа е посета на лекар, медицинска сестра, дури и аптека се бара, поготово конкретно од Драгобрашкиот терен, трсено за Калиманци, Грлени, Крушево и Пеклани е решен до некаде, трсено до некаде, меѓутоа овие другите села имат стварно сериозен проблем. Пензионерите годинава нема да го изостават и културно-забавниот живот. Веќе се подготвува одржувањето на традиционалната Томина недела после Великден, а се прават напори и прославата на Спасовден да биде манифестација од републички карактер. Советот на општина Делчево донесе програма со која ќе го решава проблемот со кучињата скитници. Деновиве ќе биде избран концесионер кој ќе врши заловување, прегледување, вакцинирање, кастрирање или еутанзија на животните. Општина Делчево ќе го решава проблемот со кучињата скитници. По донесената програма на Советот на општина Делчево за 2015 и 2016 година, наредната недела ќе треба да се избере ветеринарна станица, во соработка со која ќе се врши заловување, прегледување и вакцинирање на кучињата скитници, како и кастрирање на машките единки и еутанизирање на болните. Програмата е донесена врз основа на Закон за благосостојба на животните. Најбитните елементи на таа програма се фирма овластена фирма која ќе врши заловување, нивен преглед, потоа ако се болни, вакцинирање, задолжително машките единки ќе бидат кастрирани, додека оние единки болните ќе бидат еутанизирани, односно на хуман начин уништени.
Од инспекторатот и општината апелираат сопствениците на куќиња редовно да ги вакцинираат своите миленичиња и истите да бидат обележани, да ги чуваат во своите дворни места, а на улици и јавни површини да бидат врзани со соодветни корпи и каиши. Во спротивно ќе се сметаат за куќиња скитници и доколку бидат забележани пуштени ќе бидат заловени од надлежните служби. При тоа сопственикот во рок од 7 дена ќе може да си го земе своето куќе, но за истото ќе мора да плати. Куќе скитник е секое куќе кое нема собственик и кое е пуштено на јавна површина на улица. Затоа апел до сите граѓани кои чуваат домашни миленици, а повремено ги пуштаат и тие слободно шетаат по улиците, може да напаѓаат граѓани и да вршат и други несакани ефекти, како оставање измет на јавни површини. Меѓутоа, граѓаните се должни куќијата да им бидат вакцинирани, обележени, така да секое куќе кое нема виден белег дека истото е вакцинирано, ќе се смета како куќе скитник кој има сомнителни здравствени способности, односно здравствена состојба. Ако случајно биде заловено куќе на собственик, а истото е вакцинирано, за да естиот за во рок од 7 дена сака да си го земе, ќе мора да плати 2000 денари трошоци, бидејќи некој мора да ги плати трошоците за ловување, за чување. Инаку куќиња скитници може да се забележат на секаде низ градот, особено во парковите и улиците, и истите представуваат опасност по здравјето и животот на луѓето. Како да се справиме со стресот и динамичното секојдневие? Медикаментите треба да се последна опција, велат лекарите. Практикувањето здрави животни навики има најдобри ефекти врз физичкото и менталното здравје, а јогата е високо на листата на здрави активности. Денес започнуваат почетните курсеви за јога во Штипското основно училиште Димитар Влахов. Зборот јога значи обединување, единство или хармонија. Јогата е состојба во која се обединуваат и надминуваат разликите и конфликтите. Со практикување на јога се постигнува обединета свесна состојба на умот, каде се е согледано во хармоничен однос со себе. Состојбата на јога е состојба на трансцендентално постоење, состојба на чисто единство во изворот на мислите со надминување на постоечкото, нешто што е над постоечкото, надминување на ограниченото и на целокупната просторна временска ограниченост. Доколку се уште не сте започнале да практикувате јога, можете да започнете од денес, бидејќи денес стартува курсот за почетници во Штип. Јога друштво Штип отпочнува со нови курсеви. Тој е од 2 април во основното училиште Димитар Влахов во почеток од 19 часот. Значи сите заинтересирани може да дојдат. За курсевите по јога нема ограничување на возраста. Можат да ги посетуваат сите заинтересирани од 7 до 77 години. Јога друштвото во Штип работи 25 години без прекини, што значи дека досега заинтересираноста е голема. Затоа сите кои се заинтересирани и сакаат да постигнат единство во изворот на мислите и чиста свесност, хармонија со самиот себе, со другите луѓе, како единствен услов за себепознание и самореализација, најдобар начин е практикување јога. Работиме во рамките на Јога сојузот на Македонија под методологија на учител Павлос Хасанагас, тој е првиот јога учител. Работиме истражувања на ефектите од јога врз здравјето на луѓето. Практикувањето на техниката за трансцендентална медитација резултира со зголемување на енергетското ниво кај практикантот, подобрување на општата психофизичка состојба и здравствена состојба, како и со подобрување на релациите и односите во средината во која практикантот живее и работи. За посетување на курсевите по јога, Биновски истакнува дека е потребно само простирка, комотна облека и добра волја. Штипска
Дисциплинска брегалница заработи парична казна од 1500 евра поради расистички испад на навивачите на овој клуб. На дуело со Шкендија пред 2 недели навивачите на брегалница расистички го навредувале напагачот на тетовци Мохамеди и Дризи и фрлиле банана на теренот за време на прволигашкиот меч, кој заврши без победник и без голови. За оваа казна реши дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија. Ваков настан не се случи на надпреварот, велат од управата на фудбалскиот клуб Брегалница. За разлика од Брегалница, 3 прволигаши Шкендија, Вардар и Пелистер, кои во минатата недела беа дадени на дисциплинска комисија, денеска не добија казни за однесувањето на навивачите. Вардар и Пелистер се предадени на дисциплинска поради употреба на пиротехника за време на дербито на националната арена Филип II пред 10 дена, додека Шкендија е на тапети за национализам, фрлање на тврди предмети и стекнување на пароли со навредливи содржини. Ги гледавте Пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации подготвуваме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден со нашата програма.